започнеме. Добар ден на сите. Имам за чест и задоволство ми е, а и должност ми е, како председател на Канадско-македонското историско друштво, да ве поздравам от управниот одбор и членовите на друштвото и да топло ве поздравам и ви посакам добро разположение за наредните 100 минути. Во текот на ова време ќе имате можност да не чуете 4 говорници, кои ќе покушаме да ве запознаеме или подсетиме за нашата работа како историско друштво, а всушност да ви кажеме важноста на нашата работа, а најповеќе ќе се задржи авторот на книгата, господинот Димче Најдов, за битова низ стари разгледници, во чија чест се организира ова промоција. После тоа ќе можете да поставите прашања. А сега дозволете да им се заблагодарам на сите што помогнаа во организирањето и приемањето на ова свечаност. Голема благодарност им искажуваме на домаќините на овој свети храм, македонска општина со ново избраната управа на чело за прв пат во историјата на Македонската црква со председател жена, господјата Вера Белчевска. И посакуваме здравје, слога, плодна и успешна работа. Посебна благодарност сакаме да им изразиме на компанијата Белстон, на господинот Димитар Белчевски и неговиот брат Одисеј Белчевски, кои за денес ни дадоа помошта на набавување на закуската, со која после предавањето ве покануваме да се послужите, а тоа значи треба да причекате да завршим со нашето предавање. А не треба да испуштам и благодарноста за припремањето на ова закуска, која денес во раните зори мојата сопруга, која е многу вредна домаќинка, Вера Марковска. Исто така сакам да им се заблагодарам на Каролина Петковска со фамилијата, кои донесоа благи работи да се послужи Во почетокот напоменав дека ќе ве подсетиме за нашата работа и важноста на таа работа. Прво, да објаснам дека историјата е наука за минатото, а минатото е нешто како што е нашата работа, што правиме, песната, орото, писмото, обичаите и така натаму. Накратко речено, народното творештво. Еве како јас го разбрав тоа, кога дојдов овде во Канада. Точно во овој духовен храм, во овој културен центар. Дојдов далеко преку мориња од нашата земја мила, и шарена со многу полиња и планини, разделени со сила. Наоро си се бати и за фолклорот и народното творештво прво свати. Богатство. Богатство најголемо тоа си е што народноста во себе ја крие и со сигурност секогаш
пред светот за вистината тапанот го бие. Гордост голема, јас си имам должност таква што си зимам да членувам во група младеж што секогаш за успеси ќе има надеж. Македонка име своје таа доби пред 10 лета и успешно се проби со своите први сплета. Како што слушнате во ова мое литературно дело, кое го напишав во чест на 10 годишницата, кога прославувавме 10 годишница на групата во 1979 година на ансамблот Македонка. При овој Македонски духовен и културен центар му дадо важност, голема вредност на народното творештво, кое представува неисцрплив извор на материјали за нови творби и проширување на знаењата. Затоа, ако минатото не се забележи, не се нацрта, не се запише или на кој бил друг начин не се обековечи, тоа минато ќе остане само минато. Ќе се искриви, ќе се излити, ќе се заборави и на крајот ќе исчезне. Сепак, повторно сакам да речам и можам да речам дека ако ја знаеме и разбереме историјата, ќе можеме најдобро да ја изградиме и днината. Целта на Канадско-македонското историско друштво е токму во таа работа, да собираме, да ја запишуваме, да ги собираме и да ги запишуваме фактите, да ги бележиме, постигнувањата, да ги документираме традициите, културата, јазикот и да ја запишуваме историјата на македонците во Канада. Хронолошки да ги следуваме и опишуваме историските напредувања на нашата заедница во Канада. Информативно-архивниот центар и канцеларијата се сместени во Канадско-македонското место, кое ние го викаме Старски дом, од кое имаме целосна подршка и соработка, за што ние многу им се заблагодаруваме. Со својата работа, друштвото развива поголеми сознанија и гордост меѓу своите членови, а исто така и во целото канадско општество, за тоа кои сме ние, од каде сме дојдени и каде одиме. Затоа, браќа и сестри, мили, дојдете и станете активни со сите сили. Нека ве паметат, гледа и читаат челата ваша во историјата македонска наша. Ние тука имаме припремено апликации кои сака да се зачлене. Можете да одете да се обратите кон нашата секретарка, за која јас би сакал да кажам дека покрај мојата сопруга, за еден председател да биде успешен, потребна е голема работа и активна секретарка. А тоа господината Вирџинија Стојменов го извршува во најдобра сцена. Оваа година ќе ја започнеме денес со нашите активности организирани како недела, прва недела во пролетта, и ќе ја назначиме со оваа промоција на една многу убаво припремена и квалитетно изработена
класична книга со многу важно историско значење. Затоа би сакал да го повикам нашиот директор, чермен на Комитетот за лекции, господинот Одисеј Белчевски. Оди, поведете. Thank you, Tony. Because Tony spoke in Macedonian only, I see some people maybe are comfortable with English, so I'll say it in English and in Macedonian. I'm Odi Belchevski, аз съм Одисей Белчевски. Съм директор за лекции, за предавanja во историското друштво, таму сум неки активен, може најмал се 10 години. Ми е чест тука да бидам за ова лекција. Денес имаме други луѓе што ќе зборуваат. Накратко, горе-долу тоа е во се. Јас сум родом сум од Битола, а тука сум дојден на 16 години, така да го разбирам нормално го работам македонски јазик. Thank you very much for coming. I have been a director for lectures at the Canadian Macedonian Historical Society for the last 10 years, or approximately 10 years. And it's my pleasure to be here for this lecture, for this book launch for Mr. Dimče Najdov, who is going to be, of course, talking at the end. But right now, I would like to introduce one of our very, very celebrated artists, actors, a to je gospodino Georgi Danevski. So I will give him the microphone at this time. Poveli Georgi. Имено, нема да го скријам задоволството двојно мое, овој Свети Климентов храм, ова стреја што не обединува, дека со вас ми биде после тоа многу пријатно кафето, бидејќи тука видов уште од моето прво доаѓање луѓе кои ги поладува рака, а второто и поважно чувство на радост е дека еден мој пријател промовира една прекрасна книга и ние сме овде да ја поздравиме таа книга и по можност да влеземе во нейните тајни. Да преко оваа книга влеземе во тајните на времето. Имено во 9 век Свети Климент или Константин филозоф напишале еден краток текст, рекле голи се народите без книги. И затоа секоја книга која потекнува било од каде носи мудрост, носи надеж и носи перспективно гледање на многу наши чувства и многу наши пораки. Имено, јас сум круски сведок кога настана оваа убава книга. Со времето, може би пред 15 години, го гледав марливото истражување со голема љубов, потрага по истите разгледници и сега го имаме готов продукт на стотини, може би илјади имиджи кои настанале од времињата и збунува големиот обимен карактер на оваа книга. За да кога ќе се вдружи љубовта и големата марливост, тие раѓаат убави дела. Ова книга е необичаена, зборува за еден временски период кој го сочинуваат од прилика 100 години. Именно неколку политички системи кои прохулеле, поминале низ телото на Македонија, низ незиниот спирит, оставиле трага која токму тоа го символизира ова книга. Тоа наликува на еден калеидоскоп временско патување кое
кое не внесува во нас несува едно чувство на една блага, романтична романтика, истото кога старите фотографии, семейни или пријателски, ги откриваат минатите времења. Книгата е направена, јас сум изненаден, бидејќи знам дека по професија Димче Најдов е инженер со организирана, реков, марлива природа, но тој внесува нешто, еден тип книга која ја нема во Македонија. Таа книга ќе послужи како лектира на многу генерации кои истражуваат социолошко, етничко, историско истражување и пример е колкаво богатство сме имале токму во тие ликовни приказни на старите разгледници. Реков дека тоа е планирање во времето. Иначе книгата, материјалот за книгата го создадувале ентузијасти и професионалци, како издавачи и како сниматели. Јас ќе речам многу похвален збор токму на тоа што авторот со голем почит го респектира трудот на изминатите генерации. Најромантичниот дел по мене во оваа книга е токму турскиот период. Тоа е завршницата на 19 почетокот на 20 век. Вие сите сте историски информирани со каква патетика, со каква судбинска динамика македонскиот народ од недило до недраво сакал да го задржува својот образ. Сега книгата ни нуди едно сеќавање кое го оди во прилог за откривање на етносот. Во неа, кој ќе дојде до оваа книга, мислам да има многу примери за сега, може би се спрема и енглеско издание наскоро, кое ќе биде, тоа ќе ни даде шанса авторот да дознаеме по неговото излагање.